ги чуваме ние кравите, во нашата пантија има направено ластовичките гнезда. А зашто го прават гнездото? Имаш заприметено? Имам со слама и со кав. Така? И потоа, кога го направа, ако има мајката мали ластовичиња, ќе слези долу, ќе полета, ќе најди црвчиња, ќе земи и ќе му дај на малите ластовичиња. Дали се сложвате со Иво? Дали мислите дека тоа е таков начин? Дека на таков начин се прави гнездо? Едно браво си. А да провериме дали е во право, Ева? Да провериме, сакате? Кал земат. Себа кал и клавор. Така? Што мислите дали може да е кал? Слуши, па тоа може па. Така. Еве гледате како се познава дека има и со сламки. И со капчира се познава. Сето како се подготвува куцата? Како се собира? Ова не е ластовичка, дечиња, е друга птичка, меѓутоа тие на сличен начин ги прават гнездата. И ги му зима храните. Не така тоа клунчето, зашто му служи клунчето како раче, како рачињата на човекот. Може да му клуна сустата и да му го неси. А де не ги рачињата? Така тоа наоѓиња му се. Тоа му се наоѓињата, а со клунчето си ја работи целата работа. Сакате ние да си направиме едно гнездо? Да. Вистинско? Не впева, стојте. Немаме ни слама, кај најме слама. Да си направиме еден план прво, што ни треба? Да. Што ни треба и потоа можеме тука да прошетаме тука во блиската околина. Како се суши гнездото. Како се суши. А како ќе најдеме? Кал? Од што се прави кал? Дали имате представа? Од вода. И друго? Вода се дула, а земеш песок и вода и кал. Како? Земја. Први натуриме кал и после вода и треба да го иземеш со сувајца да се направи кал прав. Добро, со некој дрвце, може со некој дрвце да измешаме. Оти да не волкаме лајцето. Ајде да си направиме прво еден план да не сгрешиме. Јас кога одам во продавница прво правам план да не сгрешам, да не си заборавам нешто на ливче. Да си напишеме и ние на едно ливченце. Значи што цртаме, што ни треба дечиња за гнездо да направиме? Сува трешичка. Готово? И сега кал. Чекајте, Диме, како ќе ни ја нацрташ калта, е да видам? Диме вулканичка. Како било? Корупки, да нацртам сега. И корупки од дрво. Па да, навистина може корупки од дрво. Друго, ајде размислувајте што ќе ни треба за гнездо. Врапчето не е папагалче, не уме да збори, не уме да пее, само си търцори. Кој ќе биде Дали забележавте во списокот? Ајде забележите во списокот дека завршивме работата со штиклиравте. Како ги си решиме така? Важно да обележиме. Да видам. Добро, така, важно да се забележиме дека сме завршиле задачата. Значи сега што ни остана на списокот? Ја забележа карта. Што сега следно вараме? Знавајте да не го штетиме дрвето. Извинени да се бесиме на границите.
Ела те вам да ги слезили. Готови сме сега? Дали сакате да си ја разбудиме, деца, природата? Да си ја разбудиме со на песничката што си ја учевме? Само спија. Уште спие, така? Сега ќе му се развикам и ќе стане и набери кавака. Така? Појва јас. Ке си ја кажемо на стихотворбата што ни беше, ајде станете. Хајде да видам како ќе ја разбудите природата. Ајде стани, пчеличке, натворима свет. Не можем рано е Работа уште еднаш да провериме како се прави гнездо, да не направиме некоја грешка. Значи материјали, тука пишува материјали од кои птиците го прават своето гнездо. Мов, лишај, трева, сламки, гал, гранчиња, семки, пердуви. Па ние са нешто имаме, така? Нешто немаме. Нешто имаме, нешто немаме, ама јас мислам дека може да се направи, да. И сега забележувате тука како различни, како птиците различни гнезда си имаат. Овде различно од ова. Да, ова никој... Ова е проблем. Не, ова е појдак по врата, ова појдак за згора. Така? Раците засукајте си ги, да. Можеме да чинјаме засукаме. И сламки имаме. Камчиња се договараме. Колку гнезда сакате да направиме на ова како наше дрвце да ги биде? 3. Еве има за пушки. Заедно јас ќе го правим. Заеднички ќе правите едно. Ние за две ќе направиме. Не, едно правим ние со Димочко. Значи вие со Ането ќе направите едно гнездо, Ивона. Ете така. Вие, Давид, со Васко едно гнездо. А сега договорете се што прво ќе ставите. И кога не мог да ставим? Сега камчиња да добаваме. Тоа што мислите дека треба? Сетете се како преге пиленцето го правеше своето гнездо. Оно што го гледавме на компјутер. Мама лепеше као прпинка, па се мислам сламка. Така, ајде да пробаме. И да баше да уште малце сламичка. Леве, така, погуба. Фачо би ти каче. Ченда се ми Еле колку е убаво, деца. Многу убаво. Който лет